Почитувани членови на Македонското научно здружение за аутизам, почитувани гости, почитувани пријатели, дозволете ми најнапред да искажам мојата искрена благодарност за можноста да се обратам денеска тука пред вас на овој свечен и значаен настан по повод 25 годишниот јубилеј на едното здружение на Македонското научно здружение за аутизам, кое што оставило еден длабок и неизбришлив траг во нашето општество. Овој јубилеј е повеќе од една обична бројка, тоа представува четврт век истрајна посветеност, континуирано залагање и ненавладлива грижа на една од најранливите категории во нашето општество, тоа се децата и лицата со нарушувања од аутистичниот спектар и нивните семејства. Аутизамот не е само диагноза, тоа е начин на постоење. За родителите како мене, секој ден е нов предизвик, секој напредок е значен, меѓутоа и секој застој е болен. Но кога на овој пат не си сам, кога постојат стручњаци кои што не само истражуваат, туку се сочувствуваат со нас, родителите и со нашите деца и лица, тогаш тежината се дели, а надежта се умножува. Македонското научно здружение за аутизам во изминатите 25 години не беше само стручна институција, вие станавте партнер, поддржувач, навигатор и иноватор. Вашата примерна улога не беше само да ги проучите научните сознанија за аутизмот, туку да ги доближите овие научни сознанија до оние до кои што на најмногу им се потребни, тоа се семејствата, наставниците, стручните лица на терен. Вашите истражувања, обуки, јавни настапи, конференции и публикации придонесоа за подигнување на јавната свест, за подобрување на раната детекција и интервенција, за воведување на научно засновани пристапи во работата со децата со аутизам. И креирање на политики и препораки кои што придонесуваат за инклузивно образование и за социјална интеракција. Но она што може би е поважно од сето тоа е што како здружение никогаш не заборавивте дека за секој дете стои една приказна, за секоја диагноза стои едно семејство, за секој напредок стои една тимска работа, каде што родителите и професионалците се партнери заедно, а не се набљудувачи. Како родител можам да кажам дека нашето семејство ја почувствува вашата поддршка во најкритичните моменти. Не беа тоа само споделување на информации, туку и на вистина имаше и емпатија. Не само со водичи, со семинари, туку со разбирање и со време. Во моменти кога системот понекогаш се чинеше бавен и неучен, нечуен, МНЗ беше гласот што не потсетуваше дека никој не треба да биде оставен сам. Исто така, не можам да не истакнам вашата улога во интердисциплинарниот пристап кон аутизмот, вашата соработка со психолозите, логопедите, педагозите, дефектолозите, односно специјалните едукатори и рехабилитатори, медицинските лица, но и со нас родителите, со родителските здруженија, и пример за тоа како науката и практиката можат и морат да одат рака под рака. Гледајќи напред, верувам дека иднината носи нови предизвици, но и нови можности. Во ерата на невроразвидноста, каде што се потикнува не само прифаќањето, туку и славењето на различноста, верувам дека МНЗ ќе биде клучен двигател на овие промени. Ни предстои борба за уште посеопфатна инклузија, за достапни и квалитетни интервенции, дигитална поддршка и алатки за комуникација и системска поддршка за семејствата во секоја фаза од животот на децата или лицата. Затоа денеска не само што славиме, туку и се обврзуваме. Се обврзуваме дека ќе продолжиме да соработуваме, да учиме едни од други, да го слушаме гласот на семејствата, но и гласот на самите деца и лица со аутизам, затоа што тие се најважни сведоци на нивната собствена реалност. Ви благодарам на сите што сте тука, ви благодарам на сите што не се откажавте сите овие години и ви благодарам што верувате во потенцијалот на секое дете без разлика какви се неговите предизвици. За крај, сакам да ви се заблагодарам од сите родители од се срце.